Е тешко, стварно тражи дисциплину. Дисциплина е нешто најтешко. Един нешто, брате. И свака час, брат. Колку си ослабнае? Те подржи не треба. Бе, добро, бе, нека. Повеќе мајке су малце попусти. Бе, добро, нека малтретирај, нека. Брат, кој... И татковци су биднале такви да. Изчисти се и више не може се чистиш, пошто ќе си искочил, јело, дека. Да видиме дали работи. Не, бш. Дома ти си, брат. Јас сам одека да се чукам у груди. Добре, дојдете уште едно издание на Шанк. Секогаш имаме добри гости, а и сега веќе се заврто на Кумановски, затоа што и овој емисија Кумановец ми е гост. Тој е основач на Airsoft клуб Black Viper Squad. Добре дошли, Бране. Добро те нашио. Ти си овој вечер мој гост, затоа зашто сакамо да прикажеме на овие наши млади деца дека Македонија има добри деца, што су опфатени сите бранши, дали спорт, дали музика, дали уметност. Сега ти си на едну границу измеѓу спорт, уметност, дисциплина и све остало. Кажи ми како почна овај љубов како се роди спрема Airsoft. Овај љубов датира многу давно од мое детство. Знаеш, оној кад почнев свако дете кад Бам. кад ќе изрази желју што ќе биде кад ќе порасне. Да. Космонаути, доктори, научници. Имаја сам и такву некој желју. Не знам. Да. Декстер ми е... И Диди. Да. Он ми е такој бија омилен цртан. Покрај тој, од увек се имаја некој желју за да биду у некој специјалну единицу, у ниндже, такви работи. Брус Ли ми беше идол. Идол? Да. Чак Норис? Чак е почна да врту на 5 години, 6. Так почна да ги учу прв пат. И од увек борилачки вештине и оружје свеопфатно. Дали ладно, дали огнено, све тој беше како еден... У све овој ти што се бавиш е потребна добра дисциплина. Мислам дека си некој не е тој да играмо карате. Имаше може да памте едни зборови од совета, остане тој карате и зимај книгу да учиш. Добро ги памтиш. Да, но работе памту, брат. Иначе да кажеме, да разјаснимо на поширок аудиториум дека на Бранета татко е мој најбољи другар и еден од собственици на млекару Бучен Козјак, Цове, поздрав до Цовета. Поздрав. Тој не е некоја привилегија за Бранета, него само му еден товар плюс, пошто да не кажу... Знае да биде. Напоран. И да искочи у позитивно смисло, да искочи од сенку, дека иначе Цове е прекрасна личност, ќе покушам да го доведу у подкаст, сама најмалце 3 години затворен наш подкаст. Знам дека имаш и не унутрашњу борбу, него еве тој што сега почнаме прекинате, си треба ред и дисциплина голема за такво нешто. Ти си мисло од борилачки вештини или како се вика тој стручно, што ти... Нинџуцу работуја. Добро. Мајстор сам трети дан. Браво. Исто и со карате се баву. Браво. И таму имам трети дан црн појас. Браво. Од кој што сконцентриран сам на нинџуцу и работу како инструктор. Не го промовирам тој, не го работу за бизнис, работу го од чисто од љубов. Од чисто љубов и од тој аспект не го уопште промовирам. Работу го такој со малу групу за себе и на тие што го предавам да го предаду с квалитет. Дали има деца што се заинтересирани, брат, за тој вид? Не е тој спорт, тој е по мене некоја дисциплина е, како може стручно, како би го опишајате тој. Тој не е спорт, само дисциплина, не знам како да го објаснам, ама... Тоа е борилачка вештина која што не учи на дисциплину, како и свак друг спорт што треба да учи на дисциплина и свака друга вештина треба да учи на дисциплину. Онама каде што нема ред и дисциплина, знае се дека тој доваѓа од повисоко ниво па надолу да се пренаса.
свака си носи со себе дисциплина. Туја деца учив да поштуев постари, учив на хиерархiju, како се поставља тој, и правилно се развивав физички. Така е. Покрај тој психомоторички способности што се разработуев, и ја обраќам многу пажња на тој да бидев ситуационо свесни. Што подразбира тој? Тако сам ја учен од мојега тренера. Иначе поздравие би га може да ми слободно прилика. Оливер Шкокле. Поздрав до брата Шкокле, да. Поздрав Шкокле брат, од тебе до твоја екипа. Исто тако кажа би дека он е многу заслужен за све ово што сам ја данеска. Па познат е он по дисциплина, иначе знам се лично и с njega дугачки години. Да. И он е по тој познат брат. Тако е. Од njega сам га тој нон-стоп слушаја за ситуациона свест. Најпросто кад одиме по улицу да не носиме слушалици, уши, руки у џеп да не суни. Може едноставно да се лизнеш, да паднеш, немаш време да изреагираш. Како сам ја еден пут паднаја с руки у џеп, бране. Док да ги изваду руке, модрица јутре да не меѓу кои другарти, мој другар тој татко, браче, ово се нашминка. Брат, док да ги изваду руки од џеп, тој куде долчевите, куде шумкара тој брат, од свите тие ступчиња едно изфарбано бело, брат. Киша, лизгање, вау, с глава, брат. Да видиш. И тоа е можда едно што викаш дисциплина и самосвест или да. Самосвест, ситуациона свест, исто и на тоа многу обраќам пажњу да ги у тој поглед развивам деца. Дали родителите помагав около тоа да ги у наводници да ги гурав деца у таков спорт или бирав ритмичку гимнастику, мада свак спорт е добар. Значи било каков спорт е добар, него никаков. Апсолутно. Да. Али дали има ете родители у наше време беше тренд да си или фудбал или карате. Значи од так и со Шкоклета и со Мацето 11 октомври, мисло дека не знам како му се викаше, забравига, на работи на едно бензинско маце и он е не знам, мајстор некој тамо. Или беше карате, или кошарка, или фудбал. Тие три работе се тренираат у наше време. И мисло дека тега повише родители не сазор у наводници тера, ајде мораш, избери, нема неќу, избери од тамо, нешто мораш да избереш. Дали сак има такво нешто, бранче, брат, или? Мислам дека су поделени у тој поглед родители. Има родители што су свесни за тој, и сами су тренирале нешто, да су свесни. Има родители кои што не су баш свесни, или ќе го одведе в дете, знае дека треба да се бави со некој спорт, ќе го одведе и тој дете има 6-7 години и он му дава избор да каже тој дете ја неќу више тамо да иду. Па што ќе правиш, ќе седам дома ќе играм PlayStation. Тако е, и он им га тој допуштив. Да. Тоа е многу лоша навика. Мислам дека тоа е многу погрешно. Ја још увек не сум родител, па не може да кажу како е тој да се с деца како родител да се оствариш тој дел, да. Али мислам дека е многу погрешно и мислам дека родители треба да бидев малце подсврсти у тој прашање. И тачно дете треба да се пронајде у кој дел сака да... Ама изфорсирај га, ако треба прати га на 2-3 места, едно ќе се пронајде, а нешто викаш ти на прво, па добро сине, ако не ај добро не. На прво место родители треба да бидев истрајни. Да. Они и у сам момент кад ќе казнив га дете, сега у овој модерно време телефони. Зему га телефон. Зему га телефон, ама зему га телефон на 5 минута. Не. И после му га врати. Ја имаше еден проблем с најмалога, с Војдан имаше проблем, пошто он требаше малце моторички способности да ги развива или с тие пузле средување. Едно време телефон и даваше му га по 1 сат. Брат, едно време зему га телефон. Нешто ми изгорил. Што? Браче, телефон, тап на фрижер, чао, пријатно. 2 недели нема телефон. И сега имав 1 сат сабајле, 1 сат навечер. Сак, здраве Боже, планирам нешто да виду, што ќе да пошто 4 години ќе беше мал, 4,5, одма нешто фудбал, било што. Ќерка веќе иде на модерни танци у брейка леку Скопје, значи сиде куде девојче и веќе годину дана почиња гимнастика, шпага, да се развива како што треба. И мислам дека 100% те поддржи, не треба. Абе добро, па нека
кага. Повеќе мајке су малце попусти. Па добро, не га малтретирај, нека. Брат, кој И татковци су биднале такви да. И татковци како мајке биднал. Да. Многу су уалени, брат, значи све генерација што идев, мису пат 90% родители су криви. И многу за фрканци искочи, не викам не, има злоупотреба, има насилство у фамилија, такви работи. Ама човече, ти да не смееш да га скараш дете, у едну дешавку на на еднога нашега колегу, вика иду дома, не знам нешто што направија Белју. И вика, мој дедо викаше гузица душу нема, брат. И шљапај мене татко ме тепаја со пасач, јога да памто не полицајски со сплаво платно до здола, брат. И што ќе кажеш, брат, ништо. И дешава се, вика, знаеш, главу ќе ти го скршу, вика, ѓубре едно што си направил ово, не? Гледај што ни дадева од школу. Бројот социјално, ај само пипни ме. Лај. Можда и тие работе, малце се преувеличив, но некако се зима демократија, свак си го, како да кажу, интерпретира на свој начин, брат. Да. Свак си го товари демократија у своју корис. Значи сега, куде бе мене смеја сам да кажу, кај ја кажуваа мој бед, имаше учител Живко, мислам дека е починат у 11 октомври учеше у Куманово, брат. Нешто не беше миран на час, тапте по руке, брат, и ништо, иду дома, ќуту си поминува 2 недели, татко ми полицаец, доаѓа дома, шапка на главу. Белја, видеа се с учителя, ама ја не сам кажаја, брат. И ми вика, да немаш да ми кажеш нешто. И јаком, не бе, не, ништо. Вадење шапка, виде се с учителя Живка. Брат, брат, едеш оно се враќа нагоре, вика. После ке разговарам. Ќутек, брат. Иду у школу и учител ме тепа зашто не сам кажај на татка ми, брат. Значи, ти нема ти. И пас му израснале. Мислу дека некако превише родители, како ја како родител, не збору за дека сам најдобар, сви смо превише попустливи пред деца. Тоа зашто ги дозволимо многу да си зимав залет. Не дека сакамо да кажеме дека да не ме кара Никола, изволте вода. Мора те спомну, брат, што да ти каже сега, тој ти е. Не дека сакамо да промовираме дека деца треба да се тепов. Не, далеко тој, далеко тој. Ама некоја дисциплина мора да има. Дисциплина мора да има и родители пред све да су истрајни од тој поглед. Да. И со само тој деца ги задржив на тој правац. Фокус некој, знаеш, некако да не ги даваме на деца фокус. Знаеш, малце чим покажемо, добро, не кага, не га малтретира. Значи, јас сам ишо игрорно 18 години куде маките у Пионерски. Беше 2,5 сата ти е еден тренинг спремање за надпревар у Поljsku, земамо прво место 95 годину. Значи, так ни појдева турнеја, цел свет проше тамо. Ама дисциплина, брат. Тој што викаш ти дисциплина. Вика, игрорно не прво, игрорно држуваш традиција на едну држава. Значи, обичај све. Второ, кондиција страшно треба. Ти имаш, например, за еден наступ треба да имаш најмалце 10 ора. Дали повардари, елеринско, тие што су традиционални ора. Ти имаш едно оро, ти трае од 5 до 7 минута си на прстите. И идеш кореографија 300 чуда. Па, киду ќе кажа на татко ми, не ми се до играно, јави ми се маки, готово, брат, пати ки руке на куде Пионерски. Нема што, брат, да правиш мој, брат. Нема избор. Нема избор. Свак спорт гради јутре здрави луѓе. Да. Сега, брат, ти су подебели деца, испатравени, немав никаква активност, брат. Ја почна да приметую и да ме секира тој многу поодамна да ме загрижuje. Кад имаше малце поголему групу и повише слободно време, ја ги организираше на деца камп у Пелинце на викендицу. Има смо пролетан, летан, зимски камп. И ги одведеше тамо на 2 дена, на 3 дена, еднодневна. Други деца, брат. Одимо по шуму, значи шумска патека е. Да. Па е патека, рамна е. Да. Не ги водуја по камењи, по ридови сега, да. Одив по патеку. Сапнуев се на рамно. Да, брат. Камења нешто непознато за нима. Гранче едно мало обично, сапне си су тепа. И уште так почнаваме загрижува колку су ствари оддалечени од природа. Од природа. А тоа е многу погрешно и многу нездраво за целу будуќност.
Па, знаеш, нели, млади су ступ на едно општество или градив нешто. Ја уопшто гледам и општо и куда нас, тој што ја може на 45 години, значи некој не може на 30 години, значи на 27, 28 години. Не викам ја дека сам најдобар, има за мои години и многу подобри од мене. Нека су ја викам, јас сум најлош од тие, ама кад сам ја како најлош подобар од сите овие добри, значи со оглед на наши години нормално, знаеш, брат, тоа е ипак природа. Не можеш да бидеш да се рамњаш с дете од 25 години, 30. Ама фактички се рамњамо сега, па тој што го покажуваме, ми се рамњамо. Да. Тој цобе, нема везе, цобе дан денески гледам га вежба топет цобе. Цобе можеме да кажеме дека е атлета. Да, машина е цобе, брат. Он и он е па едно 10 години постар од мене, он 50 и нешто има сигурно, брат. 55 ке пуша. 5 па 10 години е постар од мене, тој негде, да. Мислам дека не сме да го кажеме јавно. Ти ќе направиме за години никој стај тит. И да, ќе ги бъде, да. Не су срамота, топ ги држи години и е супер. Значи гледам го и вежба и сви, нема откажување. Тоа е тај дисциплина, брат, што го правиме. Да. И свест за здраво тело, за здрав начин на живот. Нема се тој, брат, сега. Нема, многу ретко. Ја можу да кажу дека заедно со Сару бесмо на еден програм. Он е за mental toughness, кажемо самодисциплина. 75 hard се вика, 75 дана трае и е тешко. Тако си вика. Да, И утекна тај програм почнавме да доживуваме многу промene. И физички и психички, ментално да се менјамо. И у сам тај процес наидесмо на многу луѓе, јас имна за непуни 2 месеца 12 кила, кој што е чистење, уствари тоа е било вишак у мене. Јас сега, извини што те прекинав, без тај процес, пред месец дана имаше 111, сега сум 99 кила. Да, ама сигурно си направија некој промен, откажаја се од многу работа се откажа. Кој што тражи дисциплина. Да, плюс и великденски пост. Значи, и тоа е еден вид, брат, дисциплина, колко е духовно се прочистуваш исто и физички. И сам крводарител, давам крв пред да почнем великденски пости, пошто имам јако крв и сваки 3 месеца давам крв. Давам и од како ќе заврши пости великденски и организам ти се изчисти од масноќу, брат, и немаш никаков проблем. И тој 111, 912 кила скоро, брат. За непуни месец и пол. Ја лани кад беше на дрил, за 8 дена 8 кила. И треба си тој, извини прекинате. Тој може да го разбере само некој кој што го е прошao, тој го е видее. Да. И да се вратам на мовет, сретнуju луѓе после тие 2 месеца, кои што ги знам цел живот и они мене ме знаев и он е као, брат, што ти се деси, као, што си направија, зашто си болан, све е у реду, брат. Да, све е у реду, брат. Знаеш, ја цел живот тренирам нешто, увек си имам некој кило плюс. Реши, брат, дека ми смета и крај. Више нема да е тој такој. Брат, не се зајабавај, не личиш на ништо, и сушие си се. Земи да се поправиш, земи, брат. Нешто, брат, А не ти викав, и свака част, брат. Колко си ослабнаја? Не. Свака част. 12 кила да ослабнеш за некои луѓе, цел живот се мучив. Кило, 9 да ослабнеш. Мучив се и е многу тешко и не може да го прифатив тој. Мајндсет, брат, многу страшно. Стварно е тешко, стварно тражи дисциплина. Дисциплина е нешто најтешко. Да. И у тој поглед ми е јасно дека луѓе немав свест за здрав начин на живот. Како е да живиш здраво, да си здрав. Mi smo mnogo samobendisani, brane, i tu je, знаеш, најголем проблем е куда нас, значи, што смо многу самоуверени, некати превише, не знаемо да бидемо самокритични, збору општо, не збору за мене и за тебе, мислам дека Џамбазов беше кажае дека прв корак спрема решење на свак проблем е да признаеш дека имаш проблем. Да.
Ти си го 50% завршија работа. Да признаеш дека ја имам проблем. Останати 50% е што ќе направиш. Да, и треба да си самокритичен. Значи, јас сум се довеја до овој ситуација. Не ми е крив Никола, еве да го спомну, па да не се људи. Што ме викнае на вечеру или на ручак. Па добро, иди на вечеру, знаеш, многу луѓе ги тој меша в работе. Брат, не може бе, знаеш како е седенке кафане. Па и как можеш ти да отидеш, ама никој не те тера да буташ како небитница некоја, брат. Него да куснеш, да пинеш и готово, брат. Мислам дека грешиш. Свите терав. Да. Се си управо, брат. Свите терав, брат. Да ти си нешто ти болна, шекаш ти убаво. Тотално неприфатливо е да не пиеш и не буташ. Да. Тотално неприфатливо и не е нормално. Некој, земе да ема, сега мој ти е по едну. Едно. Еј, дај еш едно бокалче, неки толку е, брат, Тој кod нас. останува на тебе колку си ти истраен. Да. Значи па се заснова на тој дисциплину и истрајност. Ја мислам дека еве постои еден вид, да не кажу тренинг и само дисциплина, дека треба да знаеш дека на пример ја постои без алкохол, све комплет. Пар пат овој годину и без рибу, значи без зетин, строг пост. Браво. И тоа е само дисциплина, да знаеш, пошто ми се дешавало да имам роѓендан, куде што нели прасе, јагње, брат, прасе, јагње дан, Господ ќе опрости овој оној. Се ти можеш, брат. Ама гледај како не напредуваш, истрајуваш од целото и ситуација, гледаш дека увек можеш повише, брат. Значи, ја 25 години посту, овој годину прв пат посту и без рибу, да једу само нели благо од цветници како што е ред. Ама прв пат, значи даваш си задача дека можеш повише. Тако е. Значи, кад стигнеш до едно ниво, кај нас е проблем што увек ми е некој друг крив. Не бе, ја не ќеше, ама бранеме на тераса, ге, он седна, ама од бране може ти каже, не никој вика рипне од зграда, ама ти твој дали ќе рипнеш од зграда. Све е компромис. Да. Колку правиш компромиси, тоа е на тебе. Airsoft клуб. Значи, тоа е нешто ново у Македонија, можда не е ново повише години, меѓутоа у други земји многу позаступено. Кажи ми како ти почна тај прича, пошто те гледам и сте све бољи и бољи и мислам дека правите прав бум у Македонија. Значи, мислам, ба и пошироко. Да не се лажемо. Ово се све поврзува со тој мој желја од рано детство. И уште 2009 година, тако од прилике, ориентирам се по тој дека мајка ми беше во Авганистан тој време и гледаше ги на Амазон снайпери. Снайпер ми беше... Ипак тој работи у тебе, шекот црвте едо од унутра, брат, да. И знам дека тражеше начин како она да ми донесе од тамо. Још од тога ми се јави тај желја за Airsoft. У Македонија немаше такво нешто. После неколку години, 4-5 години, виде некој од Скопје дека објавља дека има нешто опрему и пишам. Од куде ја кажам и таму една продавница, сега више немав, не работив тој. Отиде, имаше 18 години. Треба ли за тоа некои посебни дозволи или било што? У тој време требаше. Добро. Требаше да у рокот 8 дена идеш и го пријавиш у СВР. Да. И тој се пријавува, и тие пушат. Како воздушно. Да, како воздушно. Да. Так се пријавуваства и таму по серијски број издадев ти потврду и така дале, што за мене небулоза. Ке улегнеме у тој попосле ке. Да, обовезно брадате. Отиде с некои пари што ги собра, памто 14.000 денари и 500. Памто ги. Од мекице од роѓена. Соберени пари. Ја знам како сам ги собирал. Отиде, купи го и што ќе правам сега со њима? Да. Гаѓам лименке. И што е најтрагично од све, дојде ми едно пакетче топчиња со њима. Тоа е све. И тоа е све, немаше више. А немаше од куде да ги набавиш, да, у тој пакетче има 50-100. А тоа е ограничено или можеш да си купиш колку сакаш? Па, у нормален свет можеш да си купиш колку сакаш. А куде нас е ограничено? Ограничено е што нема. Аха. Нема. И тој беше главен проблем.
А не можеш да ставljаш овие од пазарски, пошто не се добро исполирани, а И унутре е глави. механизам многу прецизан и осетлив, не можеш да користиш такви работи, глави оштетуе се, квари Така. се. И некој време ми стоеше целата опрема. Ја идеше, купуju опрему, купуju панцир, Ама ништо не работи. Ништо не работи, стои ми, за дома ми е. Да. И надаше се дека некад некој у Македонија ќе организира Airsoft, куде што ја ќе иду да играм Airsoft. Да се Да ја се забавам, издувам, да се разбираш? покаже, да. Да си Да ги извадат си го од унутра, провокирам, брат, да. И после некое време на тога што му пишува, јавља ми се и ми вика: "Еј, абе имаш ли го опрему?" "Да, имам го." "Ќе се прави нешто у Скопје, такој и такој, ако Турнирче сакаш некој. ќе дојдеш ли да се соберемо као да играмо?" "Да бе, ќе дојдам." Обавезно. Иду. Океј, све тамо запознаа нови људи, видеа дека не сам само ја што имам опрему, имав и други. И почнавме да се склапаме такој. Брзо после тој организиравме и у Куманово, ја го организирав тај гейм. Ќе дојде до тој после. Откако отиде у Скопје и виде, сфати дека може да го промовирам овој меѓу мои другари, кои што знам дека ќе ги интересира. И ствари тоа е тој што ти лега од унутра, брат. Да. И почнаа од еднога на друго да ги кажуju: "Еј брат, види овој, праќам ги слики, праќам ги видео, како сам си прошел тамо, што се дешавало." И имаше заинтересирани. Ама се куде да најдемо још такви пушки? Да. Немаше. И дојде до еден контакт дечко тој од Куманово, Марко. Он пробаја да отвори у Куманово арену за Airsoft, ама не успеа да ga тој правно истера како што треба. И му останале некои десетина, такој нешто беше. Пушки? Да. Браво. И му стоив. Тоа е тој. И ступи у контакт ја с njega, купи едну. Само за да го даду на некога што сака да игра, да идемо и да си играмо бам-бам. Да. Буквално. Најболја игра, брат, од детинство. Хотел Куба, Дале. Да. најсоодветно нешто, таму идемо, двојица. Мавамо се по оној хотел како ненормални. Самовилето излевање. Пустиња. Кажемо си старт, викнемо се од еден на друг крај, довикнемо, почнемо и не може да се најдемо. Ствари, од цел ден мавање ти два пукнеш. Ама самиот адреналин си прави своја, брат. Да. И тај желја, тај волја за тој нешто, и тој истинско посакување на тој те води. Никад кад сакаш од душу се остварува тај. Да. И такој почнавме да викамо и други другари, дојдев, па се менјамо, пошто немамо, да видиш као, сак иди ти, ја умре, ти ке идеш, и тако дале. И викам си, као, братучет ми исто купи од овога дечка, има смо 3 у тај момент, и ту едну почна као, викам, слушај, свако играње да дојде по еден, да даде по 300 денара, ако ми е другар, ќе даде 300 денара, ќе собирам буџет, ќе купуваш едну. Тако е. И такој почна све тој. Све сам. Да. Тоа е најбитно. Не се имаја поддршка од дома. Да. Татко ми беше за Бог да чува. Не се допира батали, тој ќе ве затвори полиција, што правите ви и така дале. И брат ми исто беше многу против тој. Боко. И тако една по една, стварно беше една по една собирање. За да се направи тоа што се направи. Да, и после неколку години собрасмо се, после годину дана такој отприлике, собрасмо се петина. Браво. 5 другари бесмо и го оформисмо Black Viper Squad. Браво. И добро котирате. Добро котирате од тој момент, ако не најдобри. Не сам престанае да го тоа право. Иначе од сви тие 5 људи, двојца смо активни
трети не ни е туја, а други двојца искочивство од причу животни путишта. Тако е, се разидева и тоа, али, сакаеви да ги спомну, нема проблем, да. Заслугу света. Заслугу за тој, значи ја, Филип, тој ми е братучет, Јован Комашин ми, он е исто с нас у тој организација на борилачки вештине Предатор клуб. Браво. Деки и Боби. Поздрав до свиња има и од нас. Тој Поздрав, е именјак Боби. Да, именјак Боби. Тој последниот кој најбоље. И тој су ми тие пет луѓе со кои што го склописмо овај и од тој почна све. Од тој петко. Истрајност с године, држање до тој и само искрено посекување. И пред све не сам гледал тој правија како визија за бизнис, за работу, дека ја од тој ќе печалу, дека ќе профитирам, ќе направам не знам какво богатство или нешто, дека ќе екзистирам од тој. Него чиста љубов и ден денеска така го право и начин на кој што ќе дојду ја до тој да ја уживам сам у тој нешто. Работа што ти испунува. Да. Значи, можеш ти и ден денеска, и си могај, можеш и ден денеска имаш работу кој можеш, ама џабе кад не те испунува. Да. Дешава ли се некој преокрет у живот, братче, да треба мислам дека прегеска ми спомна нешто, па еве да го споделиме еден момент каде што можеш да се промедеш, да преломиш, ама не се гледаш тамо каде што. Да. Имаше но немилу ситуација дома, имаше пожар ради електрику. Деси ми се пожар, док да стигну дома, тоа се упрашање 15 минута од како сам искочија, док да се вратам дома веќе беше пламен и немаше шанса нешто да се направи, да се спаси. Целта е капитал што сам го створија сам на тој начин беше уништен. Све пушке, тоа све и капитал и све. Пушке не, пушке ги задржа, имаше. Али од финансиски средства или било што ќе ги спремаја за поголеми нешта. Друга опрема, све комплет. А тоа е многу и не може да го изброју тој, не може да го и не сакам, не ме интересира. Да не се навраќаме на лоши на бед муви, значи да. У тој момент имаше ситуација каде што помисли дали на дел од секунду помисли дали треба да го продужу овој или на фамилиарен бизнис да или треба да пресечу. Да. Татко ми седна и ми вика, слушај, многу се намучи со овој. Свашта ти се издешава глупости, проблеми што се не се познавајќи га брат. Јак преговарач. Проблеми овакви, проблеми онакви. Не за те. Батали се од тој. Ја проба да се замислу у другу професија или бранш? Не у другу професија, јас сам и сега у другу професија. Од нешто што не сам мислија дека ќе биду таму. Да. Али да не го право овој уопште. Да не сам дел од тој. Не можеш. И да не е тој дел од мене. Да. Не бива. Тој не сам ја. Сак си го обновите све, тако ли? Обнови го. Браво. Исто тако е доби понуду за помош од татка ми. Као прво беше против, ама кад му кажа дека тој сам ја, тој мора ја да го направи. И чао, пријатно, да. Пројдесме неколку дена и ми вика добро, колку ти кошта, тој дај ти помогну и така дале. Кажам му фала, али тоа е мој дел. Јас знам како ќе го решу тоа, ама останува на мене. Затоа ја го спомна прегеска у позитивна конотација, познавајќи го лично, а и затоа зашто сака реално тебе ќе го спомну, ви сте успешен бренд Бучен Козјак. Значи моја братска пријателска фирма, значи успешен бренд у Македонија, ама ти ипак се реши сам да го направиш све тој, не дека бегаш од тој бренд, тој е фамилиарен бизнис и не можеш да се скриеш од тој. Не може. Затоа зашто ипак се успешни, меѓутоа ти сакаш
Бране да биде. Да. Значи да, окей, све тој фирма, значи ипак успех е, цела држава го знае фирма, Бучен Козјак е една изврсна млекара с години традиција, тој се улагало традиционално млеко, сирење, кашкавали, што и ден денес ќе се задржува таа традиција, не дека си се откажаја од тој, меѓутоа тебе ти исполнува вој нешто, значи ти си бране свој овој што си сега. И затоа можда малце го спомна у тој контекст тежину ти додава затоа зашто сакаш да искочиш од тој сенку и искачаш, ама познавајќи ја татка ти дека инсистира. Види кој, не дека јас сакам да избегам. Не да избегаш, може е лошо се изрази, ама некако свој имидж да се изградиш. Да, имам нешто што сам ја. Да, Тамо сам ја. Да. И ја го многу сакам тој бизнис. Да. Тоа ми е фамилиарен бизнис, од дедо ми е бизнис по кога ја носу име. Знам, затоа и кажа, значи и трае, тој може 40 години више и јаче. Скоро 40 години. Не би било убаво било кад да кажу дека ја тој не га сакам. Не дека не га сакаш. Да, ама сакаш покрај све тој, сакаш и да те познавам и како Бране оваков. Да, право нешто што га јас сакам. Да, што те тебе исполнува. Исполнува у друг правец. Да. И Бране Бошке сака и друг. Чекај, овој прав правец, Бране, да ги поздравиме Вафли. Нешто преубаво, гимназија, втор улаз. Да ги поздравимо. А веќе кад смо туди да ги поздравимо и наши други подржувачи. Си го видеа, брат. Добро, сега може да го јадам. Комплекс Етно село Тимчевски, најубава храна, смешта и атмосфера. Арликино, Елида и Банјолукс. Значи, Банјолукс можете да најдете све за ваши купатила, да се осеќате господски и царски. Елида да ве нарани, да ве напои с најевтини цене, клуб цене и Арликино. Сендвичи, тостови, све што ви сака душа. Витамински тие, како се викаше, смути, да. Браво, Никола, чита ми од уста. Значи, тој се наши поддржувачи, фала на сите што не поддржувате, да изгледа овој како што изгледа сега. А мислам дека изгледа убаво и интересна тема за мојот, затоа што овој мисију сакам дечки, млади, што успевав и со успешна прича во општество, пошто знаеме дека још се води некој транзиционен период после 33-4 години кај нас и још ми постари немамо поверење или довербу помлади, дека пошто јас си кажувам од мој лично искуство, кој што виж што разбирате, тој е најаквиз Бране кога знаеш, кад правиле мојабет сини татко и кавга, кои су попаметни синови, син викаат синови, татко вика татковци, и тој полемика иде кавга, и син му вика на татка, што викаш бе ти дека татковци су попаметни, а? Да бе, синко. Ај вика ти кажи ми, кој го измислија струју? И вика Никола Тесла, па Никола Тесла не татко му. Така е да и таа е вечната проблематика на овој Балкан. И cilj на овој емисија покрај хумор, покрај смејање и све е да покажемо на млади дека може, ако си упорен у нешто, истраен у нешто, дека можеш да дојдеш до момент каде што можеш да успееш. Да. Свиѓа ми се твоја самодисциплина или па еве и тој васпитање од мали ноги дека мораш да успееш, да можеш да имаш помош, али па е тој една благодарност или да не кажу заслуга на твои родители што су те помагале цело време, затоа зашто знам дека он си имае поддршку и нема никада твои родители да се откажат од тебе и од твојот успех. Затоа ми беше и цела овај прича за да дојдеш одека да ни бидеш наш гост. Сега да се навратиме малце на твој клуб. Надпревари, меѓународни, домашни. Сега погодиме у болно тачко. Има смо голем проблем до скоро с тој искачање од државу, враќање и така дале. Моментално Airsoft е у некоju сиву зону колку што ја може да проценам законски гледано.
Затоа што едно време беше у тој дел на дозволе, на потврде, Да. кој што ти идеш регистрираш го и така дали. А сега поново? Па после беше смее да набавува и поседува само правен субјект, односно Клуб некој. Airsoft или стрелачки клуб. Регистрирано, да. Да. И саке тој у смислу ти Боби доваѓаш, купуваш пушку тамо у продавницу, не би Како за ловџие, брат, што нели извини што преке нас за да си у ловачко друштво мора да купиш ловачку пушку или карабин, мора да си члан на ловачко друштво. Не тако е. Тоа е окей, прифатливо е. Добро. И тој има своји Мане, али и тоа е прифатливо. Овој беше тотална кочница. Доваѓаш ти, купуваш го и го купуваш на име на клуб. Добро. И доваѓаш каде мене и ми викаш, ја овој пушку сакам да го регистрирам на твој клуб, на твое име. Ја ти викам, добро, прифаќам. Регистрираш го ти и тај стои каде мене. Не е твоја. Не е твоја, моја. На мој клуб е. Над клуб е, да. Сега, куде и да појдеш ти го ние имаш- организираме сваку неделю скоро евент. И ти за сваку неделю треба да добиеш од мене писмен налог, куде ќе идеш со њума, И куде до куде го изнасаш, вајда. да. И дека ја сум одговорно лице, ја ти го издавам на тебе. Што и да направиш ти со њума, јас сум одговорен. А има ли шанса тај пушка да повреди? Не. Има И тоа е таа некоја небулоза што се движи меѓу народ. Тешка повреда која што може да се деси е доколку некој некога погоди у око. Сега ми ту имамо строгу дисциплину по тој прашање. Така е. Најстроги правила имам за наочари. Тоа е свугде у свет. Да. Значи, државе каде што е најригорозно изрегулирано оружје, дозволува Airsoft на слободну продажба. Идеш, купуваш у продавницу, Да. треба да имаш 18 години. Не регистрираш ништо, ништо не пријавljаш, никој ништо не ти тражи. Само се тражи од тебе да се понашаш адекватно. Така е. Не можеш да шеташ по улицу со стој, пошто е налик на Истинско оружје. истинско оружје. Да. Ставиш у торбу, ставиш у гепек и свето е како што треба. Брат, процедура. и за полов е процедура дека додека да идеш на ловиште мора да ти е оној куфер ставена, сага понови треба да е прекршена по Тако е. док идеш, малте не като легнеш у шумот, тега го прекршуваш и пуцаш. Тако е. Значи ова што го кажуваш е сасвим коректно да е такој куде нас. Да, треба да е такој и јас сум за тој. Има ли некоја иницијатива од ваша страна, брат? Или од клубови да се нешто здружи? Прва иницијатива од нашу страна која што беше е основасмо 5 клуба на Airsoft клубови во Македонија и пробасмо да регистрирамо федерација. Здружение, да. Федерација. Да, стрелячки друштва се по друг шидев, да. Федерација, Airsoft федерација на Македонија. Да. И најде смо на проблем не постои светска организација. Док од Скопје, од Агенцију за спорт ни тражив позитивно мислење од таква организација. Чудесна Македонија. И сега зашто тој не постои? Пошто овој не е компетативен спорт како сви други спортови каде што има награде, такмичења и така Да, дале. да. Сега почнува да се развива у тој правац и зашто кажа една болна тачка, требаше да идеме у Абу Даби сега, да наступаме на прво светско првенство. Браво, брат. Каде што награден фонд беше 280.000 евра. И све организирасмо, прифатисване да учествуваме, бирав ги, пријављав се луѓе. Плаќа ли се учествуване што извини што бесплатно? Бесплатно е. Главен спонзор на евент е принц на Абу Даби. Така да не се плаќа учество. Да, Поента е само да дојдев луѓе, али пак и они бирав кој доваѓа. И избрасване нас, собрасмо спонзорства, туја највише ни искочи пресред Бучен Козјак.
Има смо и другу помош, општина на град Куманово ни искочи у пресред. Пикник Пелинце трговски искочи у пресред. Али на жалост мораше да откажем ради ситуација која што се Цел турнир се откажува или? Не го откажував турнир. Они инсистирав да ми идемо, настојував дека ќе се одржи. Данеска ми стигна порука, još една, каде што ни препраќав порука од Министерство на одбрану на Емирати, дека е све у најдобар ред. Безбедно е. Да, и дека све ќе се среди и дека авиокомпанија се почнале со редовни линии. Летови што се биле, да. Што мене ми се коси с мои информации. И со тоа што гледам уствари, да. Ја верую у пропаганду, дека пропаганда си работи свое. Нормално. Али на страна од тој имам блискога другара што е тамо и го праша, јави му се, такој, каква е ситуација, вика нон-стоп гаѓав, имав вика одбрану, погаѓав ги ракете, пресретнуев ги, ама ризик е. Не би сакаја да отидемо таму и да се заглавимо. И друга ствар, замисли ирачани таму, седив на тие сателити што ги имав и гледав дека гледав таму некои наоружени момци куде трчив. Дај селектирај го овој место. Оди да кажи ти дека не си. Дај од тој појаку ракета малку. Напуни го малце повише гориво го стави. Да добаци малце повише. Нема потреба, брат. Што и пак на такав ризик да се изложувате. Да, али тој би било една многу голема одскочна даска за спорт на глобално ниво. На глобално ниво. А дека нешто на Балкан такви нешто надпревари има или? Такви надпревари нема, тоа е класичен надпревар. Они има таму и ВАР систем организирано с не знам 5-60 камери низ цел простор поставени. Објект тамо каде што се држи. Тој објект е иначе Боливуд студио, огромно студио каде што заден Mission Impossible е сниман по некои информации што сум ги слушнае. Штета. Дека тамо е сниман. Тоа е нешто фантастично. На Балкан нема на такъв начин, ни у Европу нема на такъв начин, може да нешто локално организирав меѓу клубови што се локални, с некои помали прайс пулови и тако дали. На Балкан се организирав Милсим евенти. Што е тоа, брат? Милсим на наши гледачи. Тај кратенко означува Military Simulation, значи војна симулација. Тако е. Од некаква операција. Таа операција може да биде рекреација на некоju војну операција од минато или фиктивна да биде. По тотално Неко си измислен распоред, ситуација, дешавка, настан, измислени мисија, цели и тако дали. Еден такъв евент кој што посетуваме се одржува у Бугарија и е на балканско ниво најголем. Заден пат имаше 500 учесници и траеше 3 дена. Идеш у четвртак, у петак попладне почнуе, трае до неделю напладне некој време, еден-два, напладне се завршува. И тој трае деноноќно. Може да и ноќна мисија, у наводници, да. Значи, тој доваѓав луѓе с високо опрему, с термални камери, с ноќни визија, кое што за нас овдека е нешто непоимливо. Прво од аспект на финансија, друго од аспект што е забрането да се поседуе таква опрема. Не нормална работа, кога нас све е забрането. Значи, тој што сака нешто да направи, брат, тој сигурно с дозволу нема да отиде да го купи, да го регистрира. Сак да збориме отворено. Ја не викам дека не треба да су толку строги закони, ама па барем за вакви работи, брат, тој што сака да направи, ќе направи с бейсбол палицу, будала, ќе улети, ќе направи беље, брат. Па, ја имаше ситуација на аеродрому Скопје, у карго стизам и... Тој ќе ми беше следеќе прашање на границу како е, брат, со тие работи. Прва моја ситуација таква, наручуju воздушну пушку. Да. Која што личи, има налик на воено оружје
ваздушна, 4,5 мм, и иду на царину, вика, ја овој не може ти го дал, тебе треба дозвола, треба ти оне, треба ти ово. И ја седнув дома 3 дена, читам га закон. Да, дека за не оружје, треба свега. нигде да. Не треба ништо, и царинарник не е тај кој што мене треба да ми тражи било какво дозволу. Он е туј да ме царини мене. Да каже колку вреди тој нешто. Да утврди вредност. Да, и да одреди царина на тој. Да ми одреди царину, да плату царински трошок и данак. Да. Од туј надале полициска Си работа. презима, да. Ти известуваш на крај полиција, па полицијата ти Вика се презима. полицајец дојде, не бе, не знам ја, вика, мене ми го земасва, вика, сте пасе у село со и маја ваздушно земале му. И тоа е многу страшно лоша работа, брат. Многу лоша работа е да. И вика, не можеш ти го дадо, ја вика, ти ќе направиш плячко со собой. Викам, добро, ако сакам, викам, ќе иду на бит пазар, ќе купу за 150 денара пиштолј. Добре, ти упалјачи плаши, Да. ти кој го знаеш што е И како ќе е. иду ќе направи плячко. Не е у тој ствар. Брат, не давам идеја, и с нож може да направи плячко, и с бейсбол палица може да направи плячко. свакодневно си Не знам, и со скалпер правив. може да направи плячко, брат, Свакодневно да. си и правив. Да. Не е тој некое мерило, али дефинитивно су ни И престроги. како се заврши прича, брат, морам да те прашам за пушко. Беше обедување, значи 3-4 дена беше обедување, по 2-3 пат дневно сам иша релација Скопје Команово, Скопје-Команово у полициску станицу да прашую, иду у Скопје и не мога да искочу на крај и го врати, кажа ги не го зимам. Дојде смо до момент да отворив царински тај книга што ги е со закон. правилник некој Да. тамо, да. И да утврдив дека не со они тие што треба да мене царинив или нешто. Или спречив. Да. Мислам, они се тие кои што треба ме царинив мене, Ама не а може не да да ми спречи тражи да не го везеш. дозволу и тако дали. И ипак не мога да се убеду и го врати назад. И се откажа од тој. За жал. И се имам многу такви пречке, Трзавице. да, од кои што су ме на момент И одвраќаат. натерале да се размислу, али никад не сам се предаја од свој цил. Не сам се откажаја. Брат, гледај сега, еве скоро смо на при крај на подкаст. Ајде, што би ви кажаја на вие млади што почињав еве свој бизнис, пошто пак е повтору cilj е на овој емисија не само да се смееме и смееме си се забављамо, него малце да ga подсвест, тај мајндсет каде младинци да ga разбиеме дека може да искочи од оној комфортну зону, нели, шикав сом доле на дно и само пада и едење, он не еде и ништо не мрда. Дека можев да искочив од комфортну зону како што си ти, како што беше и претходен гост мој, каде што и Маја да не кажу благодети и лабава да си тера да не се замара, он решија дека може да даде још нешто допринос и за себе, меѓутоа и за општество, со личен пример да покаже дека дечки па не мора да е државна работа за да успееш у живот. Да. Значи, ми смо можда останали од државна работа затоа што смо на нигде, нисмо натаму, нисмо навамо. Меѓутоа, и покрај тој и еве и ја не сум само на тој државна работа, него и још дале. Ти што би препоручија како за крај на овие наши младичи? Овако е, идеја на мој клуб е не само да биде тој клуб кој што ми Да. ќе се соберемо како ентузијасти, него и да ширимо здрав начин на живот, здраво размислување и да бидеме општествено поодговорни. Така е. Повремено организирамо и хуманитарни геймови, акција Браво, правимо, браво. имамо добру соработку со Црвен крст Браво. у повише проекти. Оно што може да им го поручу на млади, па и на постари, им ги треба тоа. Има луѓе кои што цел живот нешто замислуев, али немав храброст да се Корак да го направи. да пушти корак. Треба само да знаете што е тој што ќе ве прави вас среќни. Што е тој? Што ти испунува на крај, да. Што ти испунува на крај на дан? Што си ти да се пронајдеш? Дали тој што го правиш у секој момент си ти или не си? И дали се пронаоѓаш у тој? А ако не е тој, најди го тој што се пронаоѓаш. И ако имаш некоju идеju што ти стои со године,
и видиш дека се врти туја цело време, со година стои, направи нешто, направи корак, нема што многу да изгубиш. Па на крајот све паре не су мерило. Паре се заработував. Ви се губив. Да. Они доваѓав и идев. И Така. ако ја се воду по тој, што повише ги трошиш, повише доваѓаш. Правиш место за нови. Да. Иначе на која стане. Да. Не се чував паре, што повише ги чуваш у место, ти ги гужиш, ги они бега по тебе. Бране Фалешен Пуша беше мој гост. Надамо се да очекуваме пау емисију со нови успеси. А ви, драги гледачи, гледајте и наредно... Гледаш? Како си сече. А ви, драги гледачи, наредно емисију гледајте на Шанк с нови гости и пишете кој сака да биде гост. Удрите subscribe и видимо се. Поздрав. Сега да го едемо палачика. Може да се еде палачика. Не ли ја? Тоа е Боби. Се.